у случајот Куманово, оперативна работа, таа е таа, број се, датум, Куманово, државна тајна, линија на работа, македонски екстремизам, тоа е по оперативна обработка Марта, тоа е мојот псевдоним. И оперативна обработка Марта, службена белешка за обавен разговор со лицето, што тој што е кодешот од Куманово. И се, ова е барањето, така е. Ова е барањето кој се добива во МВР. Да. И вие го пополнувате, таму се дава, се решава и така дали. Видовте досие. Прв пат овдека го видовте досието за атентатот на Киро Глигоров, како изгледа, еве се атентатот, односно еве за Филип. Не дај Боже атентатот. Се надам дека оваа дискусија нема да предизвика атентат или нешто слично. Па нема кој да го иако морам да кажам дека се од ваша кој ќе покаже вас. Ќе се оградам од вашата дискусија затоа што мислам дека е неумесна и нормално не се сложувам со неа. Ама не знаете никој што не е од ваша пука. Па добро, сега ај тоа после. Да се вратиме на тема ако дозволувате. Сакам да ви кажам дека мислам ми беше првично, меѓутоа еве моравме да направиме мала дигресија на јавноста да го покажеме досието, што е нормално со кој може да го прочита во Македонија денес. Да, само морам да кажам, може ли камера, извини Филип. Да. Ќе се извинам, Македонија денес и покрај се успеа да го прослави натата недела својот роден ден. И морам да им честитам на своите колеги од Македонија, извинете што тоа не го направи порано во оперативната емисијата, извинете господине Петровски. Се враќаме назад да кажеме дека вашето досие како фејлтон се објавува во Македонија денес. Да, прва работа што сакам да кажам во врска со законот е дека во член 3 стои дека секој лице државјанин на Република Македонија кој смета дека има досие во периодот од 45 до 91 година може да го повара. И тоа станува збор за досие кое што е водено после 91 година и вон било каква законска, односно уставна рамка. Затоа мислам дека дали не пишува во законот дека до денот на донесување на овој закон, јас колку што знам, а не до 91. Не пишува до 91 година. И после тоа стои после тоа не може да биде уредено со закон, затоа што државата од 91 година по навака не признава дека води досие, односно гарнитурата претходно што беше на власт никој пат не потврди, за жал. Или за среќа како повикот на МВР беше до денот на донесување на закон. Да, јасно е дека постојат досија, денеска е веќе јасно дека постојат досија и надвор од таа рамка, но согласно демократското уредување што Македонија го завзеде со донесување на новиот устав и со своето ново уредување, таа ги стави вон закон сите тие работи, посебно прислушкувањето на телефони, кој што е категорија која што е утврдува дури уставот, а јас можам да ви кажам дека во досието најдов 3 белешки на разговори кои што се водени по телефон за време на протести кои што биле прислушкувани и така како прилично пикантна информација ми беше и многу интересна што ја соопштив на расправата во собранието дека дури потпредседателот на владата на Социјалдемократскиот сојуз господин Бузлевски бил прислушкуван. Јас не знам по која линија, дали неговиот телефон или телефонот на мајка ми кога тие разговарале, меѓутоа постои белешка и претпоставам дека таа ќе биде достапна на јавноста. Нема да зборам многу за таа белешка затоа што се уште тоа не е излезено во досието, а досието целокупно 58 страници, согласно сите мои демократски убедувања го дадов на издавање на Македонија денес. Затоа што мислам дека е многу логично ако како студент од 24 години кој што имал одредени политички убедувања сум бил заведен како македонски екстремист, односно лице кое што според квалификативите кои што ги имаше до 98 година бил за грозовачно уставен поредок и тогаш мислам дека е логично да го дадам целото досие на овид на македонската јавност да видат каков прогон се случувал, односно какви методи се користени против еден студент. Добро. Вие тоаш не бевте студент, бевте шеф или еден од предводниците на студентски, односно средношколско-студентски протест. Да, но тоаш бев се уште студент, сега е нешто друго, сега сум пратен. Да, значи никој не е бркал затоа што студирате, него затоа што беа во прашање студентско-средношколски протести. Сакам нешто друго да ја прашам. Дали би можеле да одговорница ја прашате сега министерката господијата Димовска или господијата Димовска дали се врши прислушкување? Да, би можел. Мислам дека оваа гарнитура која дојде на власт рече дека ќе расчисти со идеолошките досија, дека за луѓе политички неистомисленици нема да се водат досија и дека се она што е спротивно на законот нема да се прави. Јас како човек кој што дозволите, кој што ја поддржува владата, односно како пратеник кој што стои во парламентарното мнозинство, немам зашто да не верувам. Тоа не значи дека ја по секоја цена можеби сум во право. Меѓутоа, согласно тоа што ние сме
сме го ветиле. Согласно тоа што го ветивме во изборната кампања 98, дека ние ќе донесеме закон да ги отвориме досијата како последна држава во земјите во се отвараат транзиција. досија него фабрики, затоа првен се отворени досијата, фабриките се ставени за показ. Повторно ќе се оградам од тоа, затоа што не би сакал да ја разводнам дискусијата, да зборам сега за. Еве, ја да ја прашам, дали вие би можеле од собрание да прашате дали сега се прислушкуваат разговори? Би може, По Устав зашто да не? е забрането прислушкување на разговори, Да, не односно на постои средства за законска- општење и Не комуникација. постои законска основа која што Еве, го ја ќе ви дозволява. кажам дека се прислушкуваат. Ја ќе ви кажам дека спекулирате затоа што Ја ќе ви дам затоа што доказ одма. Немате потврда. Имам потврда. Видете го соопштението на Министерството за внатрешни работи за случајот Рачинова. Во една реченица, во еден пасус, се вели врз основа на разговорите меѓу учесниците, односно осумничените кои се слушнати дека меѓу себе комуницирали. Значи прислушкувани биле. Не се осудени, биле само осумничени или за нив се брку. Еве ви доказ дека се прислушкува. Ако е така, нема зошто да не се побара објаснување, значи нема зошто да не се побара дали тоа е точно, затоа што ја во овој момент не можам Добро, да ја тврдам викам, дека се проверете, не е во право. проверете. Ја ќе ви го донесам, Но по игра на случај, јас сум и член на Собраниска комисија за контрола на државна безбедност и на Агенција за разузнавање и тие работи може да бидат проверени, нема зошто да не ги провериме, меѓутоа и понатака тврдам дека оваа гарнитура тоа не го прави. Затоа што во спротивно не сум се уверил и мислам дека тоа се некои демократски определби кои што треба да ги задржиме не како гарнитура, туку како земја. Затоа што многу тешко се стекнува еден степен на развој во кој што луѓе не се гонат идеолошки и во кој што спротивно на закон и спротивно на устав